Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Како и секогаш, епизодата е инспирирана од моето секојдневие, од она кое што го гледам во мојот живот, меѓутоа и кое што ми го носите вие на индивидуални групни средби и секако на профилите каде што разговараме редовно. А нешто кое што денес ќе зборувам, тоа е тежината на улогата мајка. Свесна сум дека не сите што слушате сте мајки, но она кое што многу ми е важно е да споделам дека пред да останам бремена по трет пат, имав некоја голема желба да мојот живот тргне односно мојата работа, но затоа што сум предприемач и затоа што работата е голем дел од мојот живот, и бара од мене да некако постојано размислувам, гледам, планирам, односно да постојано сум во контакт со мојата мисија, со мојата визија, со она кое што ми е доста важно, не само во функција на што е оно што го сакам, туку и што е оно што ми е потребно, бидејќи на крај на денот сепак ова е нешто од кое што јас живеам, кое што ми носи приход за да можам да преживувам и јас и моето семејство. И беше еден период кога доста работев со психотерапевти, со бизнес коуч, односно коучинг, каде што разговарав за тоа во кое поле јас и мојот бизнес ќе одиме и многу сакав да ја променам насоката на движење, односно имав желба да потполно некако ги оставам мајките, мајчинството, мајчинските теми во позадина. Всушност, моето пројавување сосем случајно на Инстаграм беше со мајки и јас сосем спонтано 90% од клиентите кои што ги имам беа мајки, се мајки. Така некако полето ме донесе на место каде што сакало или не, јас влегов во тој еден круг на мајки и мајчинство. Имав чувство дека е место кое што е време да го прераснам и да продолжам да работам со друга категорија на жени. Некако, бидејќи многу работам со мајки кои што се воедно и предприемачки, кои што имаат своји бизнеси, тоа беше можеби полето каде што повеќе сакав да дадам придонес, повеќе сакав да се отворам за некои нови теми, но како што ја донесов таа одлука, полето си го направи своето, јас останав времена по трети пат и покрај тоа што сакав да продолжам со другите теми, она кое што се случи е дека природно во мене се врати желбата да повторно останам во мајчинството, зборувам за мајчинството и дадам таму повеќе придонес и повеќе знаење и сватив дека покрај тоа што јас имам други желби и ние понекогаш општо луѓето имаме други желби, други замисли за тоа како да изгледа нешто и животот. Полето секогаш или универзумот или како ви е полесно Бог на другите како го доживувате тоа. Јас некако полеко го зборувам, повеќе го зборувам од гешталт психотерапијата, ние го користиме полето како термин за нешто кое што е околу нас и кое што фактички цело време како креираме, ние сме дел од полето, сите вие сте дел од моето поле, секој што слуша. Мислам дека во помодерно полесно може како универзумот некако или Божје, божествено да се доживее и да се разбере. И онако што го сватив е дека полето нас не носи во нешто друго и покрај тоа што можеби не било она кое што е планирано. Работата на себе долги години ми донала до таму да немам толку многу отпор и кога се случи тоа немав отпор. Морам да признам дека долг период пишував книга, долг период правев некако еден мини курс за личен раст и развој кој што е општ, но застанав во еден момент и реков не може, имам некој внатрешен порив и повеќе зборувам за мајки, да повеќе дадам тука, затоа што и покрај тоа што поминувам трето поспоредилно да кажам четврто тромесечје, јас имам нови работи кои што ги учам, затоа што овој поспоредилен период изгледа различно. Овој поспоредилен период ме предизвика, значи на скроз некое друго ниво и баш бев во еден момент кога си реков како сум се осмелувала да зборувам за мајчинство кога бев мајка само на едно дете. И многу ми е интересно затоа што тоа е нешто кое што природно го прават мајките, дури и детето да има само 40 дена тие ова ќе го ставам во наводници затоа што истото го правам и јас, тука и сега паметуваме, сакаме да споделуваме, значи не во негативна конотација паметуваме, туку сакаме да го споделиме она кое што сме го виделе, сме го научиле, допрело до нас, сакаме да го расшириме тоа, да помогнеме на другите, да се случи тоа некој прифаќање. И така јас се враќам тука некаде назад на тежината на
ајде ќе ја кажам наметката или бундата или не знам, ајде ќе остана можеби на наметката, тежината на таа наметка која што ја носи улогата на мајка. И мислам дека ова е нешто кое што сите мајки го чувствуваат, но ретко го признаваат, а тоа е тежината, што е наметката, таа е одговорноста која што ја носиме како мајки. Затоа што од моментот кога стануваме мајки, ние облекуваме една невидлива наметка, како таа на Хари Потер, која што, ако памтите, го прави невидлив, меѓутоа ова е обратно, ова е, ние ја ставаме, меѓутоа таа не е видлива, а ние сме видливи. За жал понекогаш и повидливи, кој како и колку се накачил килограми во бременоста, или па во дојничкиот стаж, што не е невообичаено за мајките, меѓутоа таа наметка е невидлива и обично таа наметка во себе носи несебична, безусловна љубов, многу грижа и огромна одговорност. И тие што сте ми блиски знаете дека кога ви честитам дека сте станале мајки, секогаш викам добре дојде во најубавата и најодговорната улога. И некоја може би ми замерила или се чуди што е нова Елена, меѓутоа дефинитивно, особено кога станав мајка на првото дете, одговорноста потполно се смени. И мислам дека таа нормално менува облик, менува форма во текот на времето и станува поголема и поголема. Но колку тежи оваа наметка е нешто за кое што ретко се зборува, за кое што ретко се споделува и дури некако мислам дека кога се споделува само или негативниот дел или некако се влегува во некоја нова улога која што веќе не нарадува на начин на кој што нарадувала претходно. Зошто понекогаш се чувствуваме како да сме заборавиле на себе? Многу често гледам мајка која што кога станува мајка заборава на улогата на сопруга, на партнер, на пријател, на жена, на некоја која што пред се е жена, на кариера или некаде има проблем да балансира, но сеќа таа наметка на себе тешко се движи и не може да чекори напред. И денес ќе зборувам за тоа како да се пронајде барем малку рамнотежата помеѓу грижата за другите и грижата за себе, за да се ослободиме малку од овој товар. Секако со сета свесност дека не може многу да се направи во една епизода, дека ова е процес кој што трае бара многу знаење и токму затоа и го направив курсот Мама без драма, каде што навистина сакав да дадам да оставам едно, ајде речам, море на знаење како полесно да се движиме низ мајчинството, како и тешките моменти да ги носиме со леснотија и како да можеме да ние се носиме со сите идентитети кои што ги имаме во еден баланс, значи не да ги балансираме улогите, туку ние да сме во баланс. Сега, да не должам многу, од каде доаѓа оваа наметка, многу често како девојчиња, ние сме растеле со идејата дека мајчинството значи жртва или жртвување. Од малечки гледаме како жените околу нас се ставаат себе си најчесто на последно место и не сваќаме зошто е тоа така, меѓутоа учиме дека тоа е нормално и дека тоа така треба. Секако има една димензија каде што ова е нормален процес и треба, но ќе ставам голямо нагласување на големата жртва, каде што и предолгата жртва, односно на тој немање на баланс во таа жртва. И дали тоа вистинската слика за мајчинството, односно дали вистинската љубов значи да се изгубиме себе си заради другите, или можеби најдобро можеме да дадеме кога ние сме целосни и исполнети. Односно, кога ние сме исцелени и исполнети. А за да се исцелиме, многу е важно да сме цели и целовити. Например, колку пати си го одложила собствениот одмор за да завршиш уште една домашна обврска? Или колку пати си ја потиснала својата тага за да останеш силна за детето? Колку пати си изела било што се нашла на брзина, стоејќи на покрај кујнската маса или буквално, значи, до фрижидерот само си отворила затоа што немаш време да седнеш да јадеш или си останала до доцна за да ги завршиш сите задачи, а потоа утрото повторно си станала прва пред сите за да завршиш се. Сега, многу мајки ова го прават, мислејќи дека тоа е нивна должност. Но вистината е дека мајка која се грижи за себе има повеќе љубов и повеќе трпение и многу поголема енергија да даде. И јас мислам дека ова по 100 пат, ама е да ќе речам по 3 пат, најмногу сега го чувствувам каде? Ако
во било кој момент, ако се заборавам себе и ако излезам од мојот баланс, јас станувам ужасна, нетрпелива мајка која што нема енергија, која што е максимално потрошена и бев предизвикана по трети пат, меѓутоа овој пат најмногу затоа што имам дома тодлер и бебе, мислам баш она и плюс дете, школско дете, кое што бара друга енергија, друга посветеност и доколку јас не се грижев добро за себе или не наоѓам добри начини во согласно со мене и со својата околина да се грижам, јас ќе бидам ужасна мајка, во смисол ужасна за себе, за другите, за децата, ќе бидам она мајка која што сите треба да газат на јајца затоа што постојано е некаде пред експлозија, затоа што постојано вика и секако тоа не значи дека немам денови кога се лизнувам, но и покрај тоа знам како да ја одржам грижата за себе и правам многу повеќе од она што сум правела само со едно дете сега. А грижата за себе не значи себичност. И мислам дека ова е многу важно да се нагласи, затоа што многу често некаде одиме во контра, па слушам мајки кои што стварно влегуваат во себичност и мислат дека се грижат за себе по цена на здравјето и менталното здравје на децата. Не. Овде не зборувам за тоа. Меѓутоа, да не е некако многу ја ширам темата, сакам да се задржам на оно што сакам да го кажам, а грижата за себе во овој контекст значи да се нахраниш физички, емоционално и ментално, за да можеш да бидеш присутна и вистински поддршка за твоите деца, онолку колку што во моментот ти дозволува твојата ситуација и животот во кој што се наоѓаш. Грижата за себе може да биде и нешто едноставно, како само 10 минути мир наутро или навечер со кафе, излегување на прошетка, телесни вежби, разговор со пријателка, дозвола да побараш помош кога ти е потребна, кога мајката е добро, целото семејство е добро. И мислам дека за ова ќе се сите некако би се согласиле што секако не значи дека и кога таткото е добро, нема да е целото семејство добро, затоа што многу често кога таткото е добро, мајката е подобра и секако децата се добри. Сега, тука имаме едно прашање за тебе која што ме слушаш, а тоа е кој однесување и верување за мајчинството си ги наследила од твоето семејство. И прашај се дали тие ти служат денес. Секако дека дел, сигурна сум дека ти служат, но види дали постојат одредени уверувања кои што многу силно ги имаш наследено, а не ти служат денес. Ова е нешто кое што мене многу ме има промената во однос на мајчинството. Секако земи си го дневникот, запишувај таму. Ова не е нешто кое што додека ме слушаш можеш да го направиш. Стопирај ме, запиши си го прашањето, одговори. Кои уверувања, однесувања од мајчинството си ги наследила? Например, секогаш го кажувам тоа како пример, но нешто кое што многу силно го имав забележано е тоа, ајде да речеме како мојата мајка многу се жртвуваше за нас и буквално пред да оди на работа во 5 часот сабајле ке станеше, ке се качеше на дрво, ке ни набираше цреши, вишни, калинка, јаболко или зависно од сезоната. И тоа ми е многу останато силно врежано во моето помнење и ќе ми оставеше на трите деца, ние сме 3 сестри, на трите сестри ќе ни оставеше на биро пред да тргне на работа. Ние уште спиеме, затоа што рано почнуваше со работа. Ние уште спиеме, таа на биро ќе ни оставеше исчистена калинка, исчистени вишни, цреши, јаболче или било што. И јас знам дека многу често него ни јадев тоа. И од оваа перспектива ми е многу жал, затоа што ја гледам незината голема грижа, секако не секогаш, некогаш го јадев, но памтам дека многу често ќе оставев, пример, кајсија, слива или вишните ако ми биле кисели или нешто, или дури и немаше не да ги забележам и немаше да ги видам. А од друга страна, никогаш не ја затегнав неа да застане и да ги јаде, односно да си го направи тоа за себе. И сега се смееме кога разговараме за тоа и мислам дека е многу свесна, затоа што никогаш не ја имав јас видено како таа тоа го прави за себе. И кога јас станав мајка, со првото дете истото го правев. Јас не седнував да си излупам јаболко, да си каснам овошје, да внимавам на себе. И мислам дека негде тоа почнав да го правам тек со второто дете кога го освестив ова, а сега со третото дури ми е некогаш и понагласено, бидејќи во било кој момент кога заборавам на себе, секогаш се случува нешто лошо, односно негативно како последица врз моето здравје, а ако јас не сум здрава, не можам да се грижам за децата.
И останав со тоа дека татко ми го имам гледано како тоа го прави, па како ќе се изеде една банана, па како ќе се земе, ќе се излупи јаболче. И покрај тоа што можеби не сум го гледала како некој што несвесно, не сум го гледала како некој што се грижи за себе, сега сваќам всушност колку многу знаел да се грижи за себе и покрај тоа што не бил секогаш во голем баланс, но секогаш знаел како да балансира. И затоа е скроз во ред кога партнерите се различни. Од друга страна, мајка ми на друг начин се грижала за себе, можеби не толку физички в телото, колку што на психички се грижала и знаела како да се земе време за себе, па така, например, секогаш знаела како да го најде тој мир, правила некои други работи, но сега конкретно овде го нагласив здравието и телото, затоа што ова се некои работи кои што ги примаме, ги земаме, ги наследуваме од нашето семејство и некои ни служат, некои не. Например, начинот на кој што мајка ми се смирувала, мене ми служи денес, значи она што таа го правела, знаеше да запали свеќа, знаеше да си чита книга, знаеше да се запали некоја предмети, некои интересни, мислам и се што тоа го прави, да си пие кафе, да се успокои, да се повлече, ајде да речам така, некако поспиритуално во себе и слично, за да може да е трпелива. Од друга страна, оној делот каде што не се грижала доволно за како здраво да се храни, да застани за себе, да си направи еден тагир кај се сливи, вишни и така натаму, тоа е нешто кое што го примам, меѓутоа сега свесно го тргам настрана. И затоа те повикувам и тебе да размислиш. Јас дадов чисто еден пример кој што можеби ќе те потсети, ќе те инспирира, ќе ти даде некоја насока на размислување, да видиш кои однесување и верување за мајчинство си ги наследила. Не можеш да ги видиш сите, нормално е дека ќе ти треба многу и денови, и време, и простор, меѓутоа можеш да му се навраќаш на дневникот и на оваа вежба и видиш што е оно што ти служи денес и што е оно што не ти служи и што можеби е време да го промениш. И една вежба, а тоа е да напишеш 3 реченици што си ги слушала за мајките додека си растела. Например, добра мајка секогаш ги става децата на прво место. Добра мајка секогаш се жртвува за сите. Добра мајка е секогаш трпелива. Може, нели, види што е она, најмалку 3 реченици кои што си растела и многу често си ги слушала за мајките. Прашај се дали навистина веруваш во тоа. Колку е тоа вистина? Сега, секогаш сакам да е кратка епизодата, ама не оди така. Ние секој ден носиме одлуки кои што ја градат или ја кршат нашата енергија, реално. Односно ја трошат. И природно е да се троши, нели? Меѓутоа многу е важно како ќе ја градиме, односно како ќе ја добиваме нашата енергија. А кога сме мајки, малку е потешко затоа што многу често енергијата најмногу се добива преку спиење и преку сон, а за жал во мајчинството тоа, особено со мали деца, не е секогаш возможно, дозволено и едноставно сонот е можеби, ајде да речем, најголемата промена која што се случува во животот кога ќе се стане мајка. И додека некои од нас се обидуваат да бидат совршени мајки, си да бидат средано, сите да бидат задоволни и така натаму, забораваме која е цената која што ја плаќаме. Многу мајки носат на себе работи што пред се не се нивна одговорност. Се да бидат совршено дома, сите да бидат среќни, партнерот да нема грижи, децата да нема тешки емоции, да не се тажни, и ова пречесто го гледам. Значи, ова мислам дека е најголемиот проблем, каде што многу често токму со оваа тема доаѓаат мајките, не доаѓаат за себе, тие доаѓаат како може јас да бидам совршена или што можам да направам за моето дете да не чувствува негативна емоција. И оваа наметка станува претешка, оваа одговорност станува претешка и ние ја носиме без да прашаме дали мора и треба. И замисли да ја носиш наметката во мајчинството како еден тежок ранец, полн со карпи, со камења, и секој камен да представува една одговорност што си ја презела, дури она која што не мора да биде твоја. Многу често земаме камења што не се наши. Каменот на совршената куќа, каменот на детето никогаш да не биде тажно, каменот на јас морам се сама. Дали некогаш си се обидела да си го олесниш овој товар? Да го промениш? Например, кога детето се соочува со разочарување, дали веднаш се обидуваш да го поправиш тоа или му дозволуваш да се научи како да се справи? Кога партнерот има тежок ден, дали чувствуваш дека мораш ти да му го поправиш расположението или да му помогнеш да го поддржиш? Или кога некој друг член на семејството има проблем, дали веднаш го ставаш на твоите рамења? Ако еден по еден почнеш да ги спушташ тие камења, ќе нагласам еден по еден за да не се превртиш. Што ако
прифатиш дека не си одговорна за секоја емоција во семејството? Што ќе се случи ако дозволиш и другите да преземат дел од својот товар? Твојата наметка ќе стане полесна. Но, секако, првиот чекор е да сватиш кој товар го носиш и дали навистина е твој. И мислам дека тука е најтешкото прашање и затоа многу често не можеме напред, затоа што не сме сигурни што е оно што треба да продолжам да го носам, кога ова е мој товар и го носам, а кога треба, кога да му помогнам на детето, кога да му се најдам на партнерот, кога да го носам ова, кога не. И тука имаме едно прашање за тебе, а тоа е дали си прифатила улогата на жртва во твоето семејство, ама жртва ќе го нагласам, затоа што едно е во ред и природно е да се жртвуваш, но дали се чувствуваш како жртва, без да забележиш. А жртвата најчесто нема моќ. Жртвата е немоќ. И пак ќе кажем, има разлика, се жртвувам, тоа е друго. Имам моќ и правам одредени жртви, а ова е дали ја имаш прифатено улогата на жртви каде што ништо не можеш, каде што ништо не оди, каде што немаш време и така натаму. И сакам да чисто само да ти што ме слушаш, да знаеш колку те разбирам и покрај тоа што многу сум работела на себе, многу често сум наоѓала отпори вакви. Јас сега со 3 деца почнав редовно да вежбам. Со 3 деца, од кои што едното е бебе, едното е тодлер и едното е на училиште, кое што е во моментот второ оделение, не е баш сјајно и лесно. Меѓутоа, јас одлучив дека секој ден ќе вежбам. Добро, правам отстапки кога сум болна, меѓутоа од прилика од 30 дена, 25 дена јас ги вежбам. Дури болна, мислам, станувам да вежбам, затоа што физички морам тоа да го правам, инаку ќе се распаднам, во смисол нема да можам да ги носам и да ги кревам. А со едно дете, кога имав, споредено од сега време, има време на претек, ако сега го споредам тоа што го правам и со едно дете, тогаш ми се чинеше дека немам време, да можам да го вратам времето, ќе можев 3 пати на денот да се грижам за себе физички, да вежбам, не можам да го вратам времето, но токму затоа сакав да и го снимам ова и го правам ова, затоа што сакам да те инспирирам ако имаш едно дете и мислиш дека немаш време, дека се случува, да влеземе во таа улога на жртва. И јас знам зашто тогаш не сум го правела тоа, точно си ги гледам отпорите, но од друга страна да можев тогаш да се вратам и да бидам, да имам оваа Елена од еднината, нели, која што тогаш ќе ми дошла и ќе ми кажала дека можеш и се 3, најверојатно многу работи ќе променев. Секако, не секогаш можеме, пак ќе нагласам, не смееме да се споредуваме, затоа што има зашто се случуваат некои работи, но тоа чувство на жртва е најлошото нешто кое што може да се го прифатиме како мајки, без да се отвориме, да ако ништо друго, барем сме свесни, можам, но тука и сега пирам дека нема да го правам тоа. Тоа носи една друга енергија. И една вежба, а тоа е да напишеш листа на работи што ги правиш за другите, но можеш да им ги препуштиш нив. Значи, започни си со една мала промена. Што можеш да престанеш да правиш уште денес? И се надевам дека ако ништо друго, оваа вежба ќе ти донесе барем мало олеснување, а сигурно сум дека можеш на листата да направиш една работа, да напишеш што може другите да ја прават. Например, не знам, да си го местат сами креветот, дали децата, дали партнерот, се едно, или мислам, чашите да ги носат во машина, или во лавабо да ги ставаат, било што, нека биде мало, но само да го имаш искуството како да си ја улесниш наметката. И најпрво мора да сватиме дека грижата за себе не е луксус и не смее да биде луксус, тоа е неопходност. И овде не збориме за грижа за себе која што е некаков не знам каков луксус. Меѓутоа да имаш среќа, да се одмориш, емотивно да се исполниш, затоа што таа мајка е единствена мајка која што е добра мајка. И понекогаш ова значи да се постават граници, да кажеш не, без чувство на вина, да побараш помош, да признаеш дека не си супер жена и дека е сосема во ред да не правиш се сама. И затоа тука имам уште едно прашање, тоа каде во животот ти треба да поставиш граница? Што би било првото не што треба да го изговориш? Каде е твоето прво не? Запиши една работа што ќе направиш уште оваа недела само за себе, без притоа да се објаснуваш, да се чувствуваш вина, да некаде секако ќе си ја најдеш вината ако си во тоа место, меѓутоа
дај пробај една работа да направиш каде што не чувствуваш вина, а е само за тебе. Дали тоа е некоја пауза од некој врски, дали тоа е некој тивок момент, време, што мала радост ќе ти донесе. Направи го и пиши ми, Елена, направив малку нешто за себе каде што буквално најдо време успеав да го направам тоа, не почувствував вина и сум среќна на тоа место каде што сега се наоѓам, затоа што тоа, ако ништо друго, барем 1% зголеми мојата енергија. Мајчинството е прекрасна улога и не смее да ни биде тежок товар, затоа што кога го носиме како тежок товар, тоа е нешто кое што е трансгенерацијски, им го пренесуваме на нашите деца и потомство поколенија. Најдобро можеме да се грижиме за другите кога се грижиме за себе. И затоа запомни дека твојата вредност не се мери според тоа колку си се жртвувала, туку според тоа колку си присутна, колку си среќна, колку си во баланс, колку си полна со љубов. И затоа уште денес направи мал чекор кон полесната наметка, односно мал чекор да може да ја олесниш таа одговорност. Постави граница, научи да поставаш граници, ослободи се од нешто што не е твој камен, нешто што не е твоја одговорност. Дај си дозвола да бидеш добра мајка, несовршена. И секако, за да не сум многу долга, затоа што знам дека за мајките навистина немаат премногу време да слушаат, тука ќе завршам со една благодарност што остана до крај и се надевам дека оваа епизода ти значи. Доколку ти значи и ти остави некаков впечаток, сподели ја со нека друга мајка која што можеби ја носи оваа иста тежина или гледаш дека ја носи и треба поддршка и треба потпора. И секако се слушаме во следната епизода и не заборавајте дека во тек е уписот за курсот Мама без драма, кој што е токму за мајките, кој што е токму за оваа тема, каде што ќе научиш и да поставиш граница и да бидеш во баланс, да се носиш со леснотија низ тешки периоди и да уживаш во секој идентитет кој што го имаш, да откриеш да откриеш кој архетип на мајка си, што тоа значи за тебе, кои се твоите силни страни, што е оно што е важно да го прифатиш, а што не. Линкот за пријави е долу во описот. Можеш да се пријавиш уште веројатно до 3 мај ќе трае уписот, затоа што почнуваме на 7 мај. Голем поздрав и фала ти уште еднаш се слушаме во следната епизода.